Почитувани, денес имаме убава радосна вест. ВВ Тиквеш, како компанија од големо значење за општина Кавадаци, пред се поради големата соработка со лозаропроизводителите. Лозарството како значајна и најзастапена гранка во Тиквешкиот регион заслужува и големо внимание. Реци секој кавадаречко семејство поседува обработлива земја на која одгледува винова лоза. Седиштето на компанијата ВВ Тиквеш подолг период е во Скопје, се до ден денеска. Со заеднички договор со управниот одбор на ВВ Тиквеш, компанијата одлучи седиштето на компанијата да го врати во Кавадарци. Ова одлука ќе влие врз соработката со граѓаните на општина Кавадаци и лозаропроизводителите и ќе придонесе и за придонес кон локалниот економски развој. Од големо значење е тоа што бизнис секторот на општина Кавадаци се збогатува со уште една компанија која што е символ за општина Кавадаци. Тиквеш е синоним за Тиквешкиот вински регион, синоним за Кавадарци и обратно. Кавадарци е синоним за винаријата Тиквеш и за регионот и природно е Тиквеш да биде базиран во Кавадарци, во својот матичен град. По известно време, по одредени анализи, а во насока на интенцијата на компанијата да придонесе за локалниот економски развој, управата на компанијата одлучи седиштето да го префрли во градот Кавадарци. Со тоа веруваме дека ќе ја интензивираме соработката со клучните стейкхолдери во градот и во регионот, тоа се лозарите и другите винарници, но и со самиот град и со градоначалникот веруваме дека заеднички можеме многу да придонесеме повеќе во реализација на не само на инфраструктурни, туку и на низа други развојни проекти. Развој на туризмот, вински туризам, развој на винарството и лозарството генерално, затоа што винаријата Тиквеш како најбрзо растечка компанија, најголема винарија во Македонија, тоа го може, а има и одговорност за тоа. Веќе повеќе од пола година се подготвуваме за оваа берба. Имаме неколку сценарија, активно соработуваме со лозарите и нашето стојалиште е дека откупот треба да обезбеди одржливост на бизнисот не само на винаријата, туку и на лозарите, затоа треба двете страни активно да се слушаме и да дојдеме до решение кој ќе биде обострано прифатливо и ќе обезбеди развој на компанијата за двата партнери во процесот.